Денеска ќе зборуваме за 4 клучни работи и ќе ти ги дадам 6 чекори за промена. Вчера, ако ме слушаше внимателно, во претходното видео зборувавме за зошто е важно да размислиме пред промените кои што предстојат, односно доколку сакаш да направиш промена во твојот бизнис пред се и во твојот живот. Зборувавме и за неколку прашања кои што ќе ти помогнат за да размислиш малку за тие промени кои што сакаш да ги постигнеш. А денеска ќе зборуваме за 4 нивоа во бизнис кои што голем дел од луѓето не ги знаат, а мене ми требаше богами многу долги години за да сватам на едно поинакво ниво, когнитивно, од друга страна да биде лесно и питко едноставно за сваќање, затоа што долго време буквално истражував, претражував, зборам за пред добри 20 на години, истражував дали постои некој готов рецепт, дали постои некакви конкретни чекори кои што треба да ги изодиме, да кажам, за да изградиме успешен бизнис. И да бидам искрен, не ги најдов во формално образование, не ги најдов нити во неформално образование, туку едноставно ги пронајдев буквално читајќи една сосема неважна книга која што се бави за психологија и за духовност. И кога често пати авторите ќе кажат во некоја книга или во некоја дело дека добро е да имаме некогаш втора, трета страна за проучување, за размислување и да потражиме сличности, апсолутно сигурно на ова го мислеле. И сега, кои се тие 4 нивоа на бизнис и сигурен сум дека ќе се препознаеш во едно од овие 4. И кога ќе ти кажам точно што се случува во секоја фаза, што работиш, колку заработуваш, колку имаш слободно време, буквално се ќе ти биде перфектно јасно зошто твојот бизнис не се развива онолку колку што ти посакуваш или колку што едноставно очекуваш или можеби се надеваш. Првото ниво е физичко. Што значи физичко ниво? Ова ниво е карактеристично по тоа што буквално без разлика дали си собственик на твојата компанија или работиш во некоја компанија, ти користиш физичка сила. Знам ќе те збуни, оти твојот бизнис или твојата работа која што ја се бавиш, можеби ќе речеш да, ама мојата е интелектуална, супер, да, управо си, ама се додека ти си во оператива, се додека извршуваш оперативни задачи, ти користиш физичка сила. Сега, јас не треба да ти давам ни една формула и не знам да правиме чуда овде. Сигурен сум дека знаеш дека луѓето кои што работаат физичка работа, луѓето кои што имаат работнички мајндсет, заработуваат буквално една просечна плата. Значи, можеби во минатото пред да започне бизнис, човекот работел, земал, 500-600 илјада евра плата, небитно. Денес има свој бизнис, има и вработени, но доколку во неговиот начин на размислување, во неговиот мајндсет, се уште е работник, значи се преку него да поминува, се он да работи, јас ти гарантирам, со 2 раце потпишувам, дека ова лице не заработува од една поголема или просечна македонска плата. Сите предприемачи кои што имаат буквално работнички мајндсет или работнички идентитет, буквално гарантирам дека заработуваат максимум 12.000 евра месечно. И месечно годишно. И знам дека можеби ако се препознаваш на ова ниво, можеби ќе речеш да, Александра, ама јас имам 100.000, 200.000, пола милион евра промет, но кога ти ќе го одбиеш од прометот, кога ќе ги одбиеш трошоците, кога ќе ги одбиеш вкупните трошоци, вариабилните трошоци, фиксни трошоци се секој ден што отвараш фирма и те чини, без разлика дали имало или немало работа. Тоа се плати, режиски трошоци, струја, кирија, придонеси, останати заебанци. Дали ти имаш работа или немаш работа, тие трошоци ти ги имаш секој месец. Тие се фиксни трошоци. Вариабилните трошоци ги добиваме како расте продажбата, како расте буквално прометот, така и овие трошоци ти растат во смисла на роба, на гориво, на се останато. Што значи, кога сите овие трошоци ќе ги одбиеш од вкупниот промет на крајот на годината, кога ќе тргнеш данок и се останато, многу едноставно, ако си на ова ниво, ќе забележиш
дека ти не заработуваш повеќе од 12, максимум 15.000 евра на годишно ниво. И слободно можам да кажам дека познавам еден куп луѓе, без разлика дали нивниот бизнис постои 1 година, 5 години, 10 години, што се уште се наоѓаат на ова физичко ниво и заработуваат 12 до 15.000 евра на годишно ниво. Следна работа, што е недостаток на ова ниво? Бидејќи ти си по цел ден во работа, бидејќи се живо поминува низ тебе, логично дека она што ти е број 1 проблем е недостаток на време. Иако може би имаш вработени, иако може би се изгледа како што треба, ако се живо поминува покрај тебе и се бавиш со продажба, ти се бавиш со клиенти, ти се бавиш со фактури, ти се бавиш со транспортна роба, ти се бавиш со маркетинг, ти се бавиш со луѓе, со се живо, тоа е физичко ниво, овде едноставно, буквално гарантирам дека недостаток е слободно време. Второ ниво е менаџирање. Што значи менаџирање? Сега не работиш физичка работа, не транспортираш, не произведуваш, не носиш, не продаваш, туку се бавиш со управување на други луѓе. За да се бавиш со управување на други луѓе, тоа подразбира дека ти треба да имаш комуникативни способности, тоа значи дека треба да поразбираш менаџерски работи, а тоа подразбира дека ти помалку работаш со раце, а повеќе работиш со уста и секако со твојот ум. Ова е менаџирање, да не комплицирам со некои термини, подразбира ај ти направи ова, па кој ќе биде готово викниме, ај ти однеси ова, пази ти ова да направиш, донеси ова, однеси тоа, направи ти тоа, барај ме на телефон, остај ја ќе, сето тоа е менаџирање, мој пријателу. И карактеристично е дека ако ти водиш бизнис, а во својот бизнис се однесуваш како менаџер на тоа ниво, твојата добивка, јас ти гарантирам, без разлика на промет кој што ќе успееш да го направиш, се движи максимално до 60.000 евра на годишно ниво. Секако дека е подобро од првото ниво, во смисла на заработка, но јас ти гарантирам повторно дека ти живееш под стрес, дека постојано ти звонат телефоните, дека не можеш да идеш на годишен одмор, а да не бидеш цел ден на Вибер. Јас ти гарантирам дека постојано ти звони телефонот, праќаш мејлови и чуда, затоа што повторно се наоѓаш во она ниво кое што не е предприемништво. И, само да расчистиме една работа, се ова што ќе го зборувам денес не е ниту добро, не е ниту лошо, најголем дел од предприемачите поминуваат низ овие нивоа, но поентата е денес ми е да ги сватиш овие нивоа, да се препознаеш на кој си и да можеш да знаеш да примениш што е тоа што треба за да направиш како би пораснал во едно следно ниво. Следна работа, а тоа е трето ниво. Третото ниво е лидерство. Што е карактеристично за лидерство? Јас нема да ти зборувам 300 денеска теми и чуда, се живо више знаеш за лидерство, нема потреба ништо да ти објаснувам. Карактеристично е за лидерство е што предприемачот, првиот човек, не се бави со оператива, не се бави со физичка работа, производство, програмирање, цртање, што и да е, не се бави со менаџирање, ај ти ова, ај ти тоа, ти однеси, ти донеси, па јави ми кога ќе, туку се бави со лидерски работи. Кои се тие лидерски работи? Развивање на тимот, препознавање на клучни луѓе во тимот, градење на визија, мисија, вредности во самата компанија, движење во круг на истомисленици, ширење на масовно на таа визија, како внатре во самата организација, така надвор, вмрежување и зголемување на влијание прво на себе, а подоцна и на самата компанија, што значи дека кога човек е лидер во својата компанија, тој дури најголем дел од своето време е одсутен од својата компанија и е out of order или е надвор од бизнисот. Дали учествува по семинари, по подкасти, дали учествува по емисии, дали самиот се движи во различни кругови, дали се движи во круг на инвеститори, на истомисленици, дали прави joint venture или размена на клиенти. Значи, што го ти да е, сите овие активности подразбираат лидерство. Што е една клучна работа за лидерство и ништо без филозофирање, а тоа е буквално да можеш да препознаваш во други луѓе способности,
да приметиш во луѓето кои се нивните способности, за кои што може би тие не се свесни, да гледаш позитивно во секоја ситуација и да можеш од овие луѓе, нели, да им помогнеш да растат и да напредуваат, затоа што се што во твојот бизнис ти треба се само тројца луѓе, јас ги велам апостоли, затоа што ако Исус ја расшири цела вера низ цел свет само со 9 апостоли, и буквално од денес нема територија каде што не е распространета цела визија, тоа значи дека за да го распространиш цел твој бизнис на цел свет ти треба само 9 луѓе, а ако работаш локално, Балкан, Македонија, потребни ти се само тројца луѓе. Еден за маркетинг, еден за продажба, еден за оператива и финанси. Колку побрзо ги најдеш овие луѓе, а најчесто луѓе тие се до тебе, но не ги гледаш, толку побрзо твојот бизнис ќе скалира колку год ти сакаш. Што е карактеристично за лидерство? Визионерство, сонување, работа, но не и работа во смисла на оператива, туку лидерство е како да постигнеш да освоиш нови пазари, како да развиеш нови производи, како да унапредиш да има поголемо влијание, да зголемиш квалитет, брзина на испорака, што и да е, но не ти да се бавиш со тоа. Туку буквално да се бави твојот тим. Јас ќе те потсетам само за една многу интересна приказна за лидерство, а тоа е Стив Джобс, кој што кога го лансираше својот прв телефон iPhone, излезе на сцената со макета, одржа презентација од 1 час каде што зборуваше за сите предности, недостатоци и способности на тој паметен телефон. Држеше 1 час говор, ги кажа сите предности, дека е едноставен, дека има едно дугме, дека е спој на 300 чуда, нели, интернет, телефон, радио, музика, камери, чуда се. Но реалност е дека тој телефон беше било само макета и бил далеко од производство. Кога он се вратил назад во својата компанија со овој телефон, буквално им наредил на менаџерите: еве, драги мои пријатели, сега имате време до 15 септември истото ова да го произведете. Ниту еден знаел за телефонот, ниту еден знаел како тоа да го постигне, но тоа е поентата во лидерство. Да размислуваш што другите не гледаат, да гледаш далеку над планината или над хоризонтот, да гледаш нешто што другите луѓе околу тебе не гледаат, оти немаат време, нити размислуваат, нити можат, оти се бават со работнички или со менаџерски работи. Токму тоа е твоја улога и затоа луѓето кои што ова го работаат, буквално заработуваат на годишно ниво 100.000 евра, полови милион евра, 1 милион евра, плюс колку и да е нагоре. Зошто? Затоа што буквално ова е лидерство и предприемништво. Дали на кое ниво си од овие три, самиот знаеш. И доаѓаме до четвртото, уште поинтересно ниво, а тоа е духовно ниво. Што значи сега па духовно ниво? Духовно ниво значи дека седам и размислувам, а тоа е најтешката работа за секој еден човек, да седне и да размисли. Меѓутоа, човек кој што е на ова ниво, размислува за нови идеи, за нови пазари, за нови производи, но и за инвестирање. Значи, не се бави со фирма, не се бави со луѓе, не се бави со оператива, не се бави со менаџирање, туку размислува за нови производи, за нови компании, за нови услуги и инвестирање. Сега следи го патот. Овој човек, за да дојде на ова ниво, ги поминал сите овие три претходни. Сега има изградено лидери во секоја област. Сега од овие лидери прави партнери во својот бизнис, отвара нова компанија или истата ја дели на удели, и овие луѓе се кособственици во овие проекти, и затоа велам дека инвестира и финансиски, и во луѓе, и заедно гради многу повеќе бизниси. Ова е најголемата грешка со дури 90% од предприемачите, што сакаат да ги рипаат овие нивоа, опочнуваат 2, 3, 5 бизниси, ниеден бизнис не им генерира 100.000 евра добивка, а тие работаат еден бизнис, малку ова, малку тоа, луѓе има, нема, системи, чуда, вамо, тамо, од све по малку и нон-стоп имаат проблеми.
Затоа што секогаш кога ќе ги прерипаме овие нивоа, а денеска толку ние сме бомбардирани со подкасти, со идеи, со книги, со со видеа, со чуда, инспирирани сме од успешни приказни на другите луѓе, но она што малку луѓе го внимаваат на овие работи, а тоа е да седнат и да се запрашаат дали оваа идеја што ја слушнав сега значи и важи за мене сега во овој момент, во ова ниво на бизнисот, дали ова сега е применливо кај мене, дали нешто не знам, едноставно затоа што секогаш кога јас сум гостин по емисии, по подкасти, небитно, колку и да имам јас прашања кај сум бил, што сум правил или не знам што, сите ние имаме селективно памтење. Ние памтиме или нешто кога сме биле во криза, некои тешки работи, или памтиме некои моменти каде што сме имале пријатни чувства, но ситниците кои што се случувале помеѓу тие периоди ние лесно ги забораваме. Кога денеска ќе дојдеш на една конференција, затоа ги мразам конференциите, оти ќе дојдат 4 мангупи ќе викнат, 200 луѓе ќе дојдат, овие ќе се чаталат, ќе се изназборат 300 глупости, нели, аплаузи, и ти што имаш со тоа? Ништо. Леле, супер, браво, шубаво постигнат. Ќе слушнеш луѓе како имаат инспиративни приказни, и тоа е супер, не велам дека не е, но поентата е што сите ние имаме селективно памтење и голем дел од тие работи што не донеле до успехот ги забораваме. Кога ти ќе слушнеш само една идеја дека ова треба да го направиш, значи ова треба да го направам, а твојот мозок, твојот ум е можеби на прво ниво работнички мајндсет или на второ ниво менаџерски мајндсет, твојот мозок не е подготвен да ги слушне и да ги прифати овие информации. Што тоа би значело? Какви верувања имаш ти? На кое ниво си на скалата? Тоа и ќе го слушнеш без разлика што и да каже човекот. Ќе прочиташ книга, без разлика што е поентата во позадина, ти ќе го слушнеш она што ти мислиш и она што тебе ти одговара и она што ти имаш такви верувања. Што тоа значи дека е опасно? Опасно е да примениш стратегија, опасно е да примениш совет од некој кој што е далеку над тебе, далеку зад тебе, далеку лево или десно од тебе, оти не постои копи-пейст успех, ова ти го гарантирам. Ако сакаш само за потврда, ќе ти кажам, од 7 компании каде што сум работел како консалтинг, најголемо искуство, највеќе компании што сум имал, односно 9 биле во столарска индустрија, и колку тие исти или слични да беа помеѓу себе, ниту една компанија не е иста буквално по број на луѓе, по стратегија, по обем на работа, по квалитет на работа, по тип на работа, по луѓе, по број, по квалитет на се живо. Што тоа значи? Дека еден рецепт не можеш да го примениш ти на 100 места и дека колку и да ти мислиш дека овој совет е за тебе, секогаш прашај се дали ова е сега за мене. Ова е клучот и ова може да те однесе во лавиринт. Многу луѓе ги однесе во лавиринт. Ќе видат една идеја, баргу, нов производ, уште еден бизнис, уште едно ова. Зошто ти треба толку глупости, толку работи? Оти нашиот мозок е многу прост, многу едноставен. Функционира само на селективна внимание. Што значи? Ако јас ја гледам чашава, мојот цел фокус оди во чашата. Не јас, никој од нас, ни ти, нема способност веднаш да забележи 5 предмети, 5 бизниси да води, на 5 работи да биде одеднаш. Колку и ти да мислиш дека имаш, дека си талент за мултитаскинг, колку и да се овие мудри сега работодавци современи кои што бараат мултитаскинг, кои што бараат луѓе за работа под притисок, ела он нека седне нека работи под притисок. Значи, не верувајте во глупости, туку слушајте се себе, што тебе ти е важно, што тебе ти сака душата. Што е важно за ова четврто ниво духовно? Па овој човек има финанси, овој човек има буџет, овој човек знае дека како и Ворен Бафет, дека од 100% инвестиции 97 ќе завршат од ѓубре или со загуба, но доволно е 2-3 проекти да буквално не само што ќе ги врати сите финансии, туку и да успеат. Зошто тогаш ти се малтретираш и се нервираш дека не можеш, дека нешто не е во ред со тебе, со стратегијата или не знам што, кога ќе направиш една акција не ти вродува со плод? Па логично е дека нема да ти вроди со плод. Значи 97% од акциите кои што ги правиме
се килави, неуспешни, но тоа е сосема окей. Поентата е да добиеме од секоја акција фидбек и да видиме дали тоа е како следниот пат да бидеме подобри. Овде килави, несигурни мочковци паѓаат и никогаш не градат бизнис. Затоа што бизнисот не е за секого. Следна работа. Како тогаш да дојдеш да ги рипаш овие 4 нивоа? Рековме првото е работнички мајндсет, второто е менаџерски мајндсет, третото е лидерски мајндсет и четвртото е духовен или инвестицијски мајндсет. Што сакам да ти кажам? За да рипнеш од ниво на ниво, не е лесна работа, ама е многу просто сватлива. Тешка е бидејќи бара време, толку години си бил работник во друга фирма, во своја фирма, толку време ти си бил фризер, пекар, аптекар, програмер, цртач, чуда. Значи толку години си го условувал мозокот да бидеш програмер, да бидеш архитект или не знам што. Што значи дека не можеш да бидеш преку ноќ да го промениш твојот мајндсет и затоа моите програми траат по 6 месеци, по година, затоа што ова е најтешкото нешто, да направиш шифт од еднаш веќе јас не сум мајстор, јас не сум програмер, јас не сум пекар или не знам што. Ова бара време. Сега, кој е начинот тогаш? Ако не ти го кажам, тогаш се ова било џабе до сега. Сигурен сум дека некаде се идентификува. Сега да ти ги кажам кои се тие чекори за да можеш сето ова да го пребродиш. Следна работа. Првото е промена на обкружување. Што значи тоа? Ако ти си програмер, ти се дружиш со програмери. Ако си архитект, ти се дружиш со архитекти. Ако ти си лекар, ти се дружиш со лекари. Што тоа значи? Има една поговорка која што вели с ким си такав си и тоа е окей. Што значи првата промена за да ја направиш е промена на обкружувањето. Внимавај, не реков искарај се со луѓе во побегни и исчезни, туку реков почни да се мешаш со луѓе каков што сакаш утре да бидеш ти. Ќе дојдеме до тоа ниво. Значи, првото е промена на обкружување. Што се случува со луѓето кои што доаѓаат и соработуваат со мене? Најмалку 2, 3, 5 месеци некогаш им треба само за да го променат својот идентитет. Исто и мене ми требало, значи со сите од нас е во ред, затоа што реков дека толку години ние сме се условувале дека јас сум сервисерот, мајсторот, програмерот, небитно, и треба време и подршка за ние да го промениме нашиот начин на размислување. Кога го менуваме нашето обкружување, предрасудите се следни: дали јас припаѓам таму? Што ќе речат овие кога ќе дојдам таму? Па не знам ја што да зборувам. Па овие луѓе се далеку над мене. Па не знам што. Сето ова е сосема нормално, издржи. Еве ти пример. Кога ти беше дете, живееше со родители, со дедо, со баба. Одеднаш почна да издебуваш во мало, во школо, не знам што. Секоја твоја промена го помина ова за што зборував до сега. Значи не е точно дека ти не знаеш што треба да направиш. Значи не е точно дека ти немаш искуство, само сакам да те потсетам дека ова што го зборувам во животот си го поминал 100 пати. Овој пат само сакам да те потсетам или да станеш свесен за свесна промена, оти ако не си свесен и ако не истраеш, ова нема да издржи. Секунда. Замисли кога беше прво оделение. Колкав стрес ти беше од еднаш другарчиња околу тебе. Некој е понисок, некој е повисок, некој е послаб, некој е покрупен, некој е ваков, некој е таков. Со сите Божји деца од училиштето ти се споредуваше. Зошто? Оти тато и мама те научија така. Како и моите, како и јас моите. Што значи тоа? Секогаш кога се споредуваме со околината, ние имаме чувство дека сме аутсайдер и ни треба време да се прифатиме и едноставно да едноставно добиеме самодоверба. А самодовербата како се добива? Не можеш да превземеш и да даунлоадираш, не можеш да ја купиш, туку едноставно што поќе се изложуваш на таква ситуација и стекнуваш рутина. Одеднаш имаш самодоверба. Просто. Сега, заврши прво оделение, дојде четврто или петто, сега треба да одиш во петто или шесто, онаа транзиција. Прва година факултет, средно, небитно.
работно место, како и да е. Секоја ваква фаза си поминал низ истото. Си требал да промениш средина, луѓе, другарчиња и се останато. Истата оваа фаза ти е промена на обкружувањето со кого се дружиш. Што тоа значи? Ако сакаш да бидеш предприемач на ниво 3 лидерство, дружи се со лидери. Ако сакаш да бидеш на второ ниво, а не можеш да бидеш лидер без да бидеш менаџер, дружи се со луѓе кои што се на ова ниво. Значи, нема ништо спорно да бидеш во таков круг на луѓе и сосема е непријатно ќе се осеќаш како глуп, ама сети се што ти вели Александар. 100 пати во животот сме се чувствувале така и тоа е сосема во ред. Таму растеш. Ова се случува со луѓето кои што се работувам на мастермајнд групен програм кој што имаме. Имаме луѓе кои што се на различни нивоа. Имаме луѓе кои што прави 100 евра, 100.000 евра промет. Имаме луѓе кои што заработуваат 100.000 евра месечно. Дали им е на овие луѓе пријатно? Не им е пријатно. Дали на овие луѓе кои што имаат 5 милиони промет, им е пријатно да се на исто место со некои кои што имаат 100.000 промет? Секако дека на почеток не им е, но сваќаат од уште еднаш што се случувало со нив, имаат нов увид и тоа е порамнување. Што сакам следно да ти кажам? Се додека не промениш обкружување, заборави за се ова што ти зборував. Дали имаш 10 години искуство во бизнис, дали водиш бизнис 30 години, ти ќе бидеш истата, и по промет, и по луѓе, и по се. Може би некој период ќе имаш пик, да, бум еднаш повеќе клиенти, но јас ти гарантирам дека ќе се вратиш повторно назад. И повторно ќе играш цик-цак, има, нема. Што е тоа? Тоа е што на моменти кога ќе ти здосади, ќе направиш чекор, си испорсирал, дало резултат, си се опуштил, се враќа назад. Едноставно е. Втора работа, која што мораш да направиш, е однесување. Значи, кога го менуваме друштвото, ние се изложуваме на нова средина. Следна работа, кога го менуваме однесувањето наше. Што значи промена на однесување? Тоа се нашите навики. Тоа е нашата комуникација. Како со надворешен свет, така со интерна комуникација, оној внатрешен разговор во себе. Што зборуваш? Криза е, луѓе нема пари, нема луѓе, нема вработени, јас ова нема. Смени го тој внатрешен глас. Почни да зборуваш нешто што очекуваш да ти се случи, а не само да ги повторуваш едните исти работи. Во однесување значи промена на навиките, а тоа значи листи пенкало, една недела, 2 недели свесност. Кога стануваш, како стануваш, што јадеш, што пиеш, какви се твоите работни навики. Значи, ако ти не ги промениш работните навики, дружи се со кого сакаш, промени го обкружувањето, ти повторно ќе ги имаш истите резултати. Зошто? Затоа што мораш да почнеш да го менуваш однесувањето. Не се грижи, ти ги зборувам од доле кон горе, кога ќе дојдеме до горе, повторно ќе те вратам надолу и се ќе ти се разјасни. Следен чекор. За да одиш на трета работа што ни е потребна за промена на идентитет е способности. Што е се способности? Способности е како да ти го промениш идентитетот. Како ти да почнеш да бидеш нова личност. Како ти да можеш да заработуваш пари колку што сакаш. Како ти да имаш време колку што сакаш. Како да можеш да продаваш производи по цена која што сакаш. Како ти да можеш да градиш и да се однесуваш со тимот. Значи, се базира на како. Следна работа. Истото ова ниво на способности бара јасна стратегија. Што е стратегија? Приоритет. Немој да мислиш дека стратегија или некои термини кои што ги слушаш од обкружувањето е дека научна фантастика. Истото и јас го имав ова во минатото. Кога ќе слушнем некој термин, викам, вау, кузне што е ова, ја не го разбирам. Да, затоа мразам англицизми, затоа мразам современ речник на комуникација, затоа што ние всушност глумиме, а ништо не разбираме што ни зборуваат луѓето. И всушност кога ние се чепатиме да користиме, нели еве колку сме ние начитани најпаметни, всушност сме најглупите од ти. Ако ти кога зборуваш со некој човек, ако дете не може да те разбере на 9 годишна возраст, која е твојата бизнис стратегија,
значи дека си искомплицирал и нема стратегија. Оти ако 9 годишна возраст дете не може да те разбере што ти сакаш да постигнеш со бизнисот, верувај дека ниеден твој работен нема да те разбере. 100% ти гарантирам. Не се тоа глупи луѓе, само ние луѓето колку растеме, колку сме поинтелигентни, колку сме поначитани, толку повеќе комплицираме и не знаеме што зборуваме. Кога имаме тренинзи, кога луѓето првпат доаѓаат и се представуваат, 1 саат им треба да се представи. Јас сум Александар Кочовски, бизнес ментор, 2 сата ми објаснуваат што работат. Ја имам оваква фирма и тоа, па произведуваме ова, најквалитетни материјали, ама ние не работиме се тоа, ама некако овој, ама ние тоа, ама ние, мајко моја. Саат време не можем да те разберем што ти работиш, а не пак твојот вработен да ти ја разбере стратегијата. Што тоа значи? Дека премногу комплицираме. Бизнисот е едноставен спорт, верувајме. Верувајме дека е многу едноставен кога ти ќе го упростиш. Самите си ги комплицираме и животот и бизнисот. Значи, јасна стратегија значи маркетинг стратегија. Која е твоја целна група, кој е твој идеален клиент, ABC понуда, премиум понуда, клиентско патување, како доаѓаш до клиенти, крај. Се од ова ти е вишок. Следна работа, продажна стратегија. На кој начин доаѓаш ти до клиенти? Дали доаѓаш 1 на 1, дали доаѓаш на состанок во живо, дали доаѓаш на телефонска продажба, дали имаш групен, да кажам 1 на повеќе, преку семинари, преку вебинари, небитно, дали продаваш од сцена, дали продаваш B2B, дали B2C, значи во смисла кој ти е крајен клиент, дали физичко лице, дали правно лице, дали компанија. Значи, многу едноставно, не комплицирај, само размисли во што си најдобар ти. Ако си најдобар во директна продажба, само забареј филозофирање и што ти кажуваат други луѓе, држи се до тоа. Крај. 100 години истото. Следна работа, исто од стратегија, мора да имаш многу едноставна јасна стратегија, а тоа е како вработуваш луѓе, како регрутираш луѓе, кариерен развој, како ги воведуваш, значи буквално да постојат системи за се ово. Ако за ова не постои стратегија, ти едноставно, буквално работиш не по приоритети, не по стратегија, туку по принцип, каде има огин, ти си пожарникарот. Му сгрешили на клиентот, трче решавај, се сгрешила роба, трче среди, заборавиле фактура, трче плаќај, значи ти не ја водиш фирмата, туку фирмата те води тебе. Што тоа значи? Ако ти немаш стратегија, немаш план, немаш приоритети во текот на денот што ти работиш, наместо ти да управуваш со денот, денот те води тебе. Просто, ова е стратегија, значи стратегија е приоритет. На кое место, каде јас ги насочувам мојата сила, силата на компанијата, енергијата, ресурсите, средствата, крај. Јасно е што е приоритет и што е стратегија? Така е. Но, кога ќе ги прашам луѓето, 9 од 10, кои ти се цели за 2025-та, ме гледаат бледо, изборуваат за желби, па очекуваме благ раст, па очекуваме да ја задржиме продажбата, па ја сакам ова, па ја сакам тоа, ништо ти не знаеш што сакаш, и све е уред со тебе, само значи дека не си седнал со лист и пенкало ова да го стаеш на хартија, кога ќе напишеш све живо што сакаш, само да кажеш, окей, што од ова ми е најважно, ова, супер, бам, еве ти го приоритетот, ова ти е стратегија, фокусирај се за колку време сакаш истото да го постигнеш. Годишно, месечно, квартално, неделно, трогодишно, петгодишно, колку сакаш, не ти филозофирам. Јасно е сега што е стратегија? Окей. Следна работа, вредност и верувања. Вредности мои, твои вредности и верувања. Колку одиме нагоре, толку оди потешко. Што тоа сега значи? Секој еден од нас, човек, има своји вредности. Како доаѓаме до вредности? Многу едноставно. Околината, семејство, култура, организација, луѓето кои што имале влијание над нас, искуствата кои што ги сме ги имале во животот и она што е најинтересно, како добиваме вредности, преку негација. Кој те заебал, кој те зезнал, значи, кој те изнервирал. Тоа се вредностите кај што викаш, ова више нема шанса, постави граница, ова сакам супер, еве ти ја границата. Значи, што се вредностите? Вредности значи следна работа. Интегритет, пример. Што значи интегритет? Јас сум човек од збор, што ќе ветам, тоа исполнувам. Тоа е вредност.
Ако ти си човек кој што има вакви вредности и се држиш до нив, јас ти гарантирам, цел твој тим има такви вредности. Ако луѓето од твоето окружување, вработени клиенти и што и да е, добавувачи, некаде не си задоволен од нив, тоа значи дека се е во ред со нив, туку ти имаш ниски вредности, ти сакаш да бидеш човек со интегритет, ама се уште си во фаза пендинг, ти не живееш тоа. Значи се уште не си човек со интегритет, што ќе ветиш ќе исполниш. Зошто? Знам сега ќе речеш, ама јас сум таков, Александар. Да, си, ама за нешто, не си за се. Оти кога ќе ветиш некого дека ќе го казниш, имај му да казни го, ама тоа не го правиш. Кога ќе речеш дека уште една ова е последна опомена, па ќе ти избркам и повторно го толерираш, тоа значи дека се уште не ги живееш тие вредности. Луѓето тоа го гледаат, затоа велат свака чудо за 2 дана, остай го накурчен, остай го нервиран, ќе му помине. Значи праќаш грешна порака кај твојот тим и кај клиенти и добавувач. Што значи твоето окружување е огледало на твоите вредности. Ако ти си вредност, ако имаш топ вредност, постигнување, напредок, развој, ти цела компанија ќе ја насочиш кон развој, но истото тоа ќе го нагласуваш и ќе го зборуваш од твоите вработени. Просто? Супер. Ако твоите вредности се честност, брзина на испорака, обавезно запазување на рокови, ти постојано ќе чавкаш, ќе се нервираш и ќе им зборуваш на луѓето, не доцни, ајде, побрзај, но што е поентата? Ако ти си со менаџерски мајндсет, ти ова ќе го зборуваш, но нема да има промена. Ако ти си со работнички мајндсет, ти ќе пукнеш у себе, нема ни да го зборуваш ова, оти се плашиш да не ти побегнат луѓето па да работиш сам, секако во минатото, што значи, ако ти си човек кој што има вакви вредности, ти мораш како лидер во твојата компанија истите вредности да ги комуницираш со твоите луѓе. Секој Божји ден. Добро утро, добро утро. Кои се наши вредности? Динг, 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 динг. Океј, дечки, чао. Добро утро. Кои се наши цели? Толку следна година промет. Супер. Кои се наши вредности? Интегритет, навреме испорака, нема зебанција или како и да е. Значи, на луѓето, за да усвојат некоја нова вештина, некое ново знаење, за да ги подигнеш овие стандарди и вредности, не можеш ти да чекаш околината да се променат и луѓето, туку ти си тој лидерот и предводник кој што секој Божји ден мораш да им зборуваш каде ги носиш, зошто ти е тоа важно и буквално да ја насочуваш цела компанија. Полека станува јасно? Супер. Следна работа, верување рековме. Ако ти имаш верување дека во Македонија нема квалитетни луѓе за работа, дека во Македонија никој ништо не плаќа, дека во Македонија не може да се успее, дека твојата индустрија е специфична, дека твоите клиенти се чудни, а секој втор, буквално што сум соработувал, буквално сите велат, Александра, ти не знаеш, многу заебана индустрија сме, кај нас не се знае кој должи, кој плаќа, а многу тешка, мојот бизнис е многу чешит, многу специфичен, многу ваков таков. Да, и ова кога би рекол еден би било окей, ако ти си нешто посебен, да. Но јас ќе ти кажам дека во последните 100 години секој еден бизнис е ист, само е различно што продаваш, другото се е идентично. Секој Божји бизнис има 9 сегменти. Сите имаат клиенти, сите имаат клучни ресурси, сите имаат клучни активности, сите имаат добавувачи, сите имаат Значи, да не филозофирам понатаму. Не постои различен бизнис, постои твое верување, во кое што веруваш, си се убедил дека твојот бизнис е различен. Не е различен, просто е како секој друг бизнис. Кога зборуваме за верувања, најчесто за нашите верувања ние не сме ниту свесни, како јас за своите, како и ти за своите. Се додека ти не ги манифестираш, се додека ти не ги вербализираш и околината да те слушне и да ги забележи, ти не си свесен што зборуваш. Секогаш на мастермен кога имаме коучинг групен или еден на еден, небитно, и сосве мене, јас кога имам коучинг, кога одам кај мојот ментор, јас не се слушам што јас зборувам, не сум свесен за тоа што го зборувам, како и моите клиенти со кои што соработувам, не се свесни за она што го зборуваат. Буквално ние сме хипнотизирани, она што го знаеме само го зборуваме. Што е поентата? Сам нити можеш да промениш верувања, нити да ги забележиш, оти тоа се твои верувања.
како да забележиш ти кога тоа е дел од тебе. Што значи, без психотерапија, без коучинг, без менторинг, едноставно заборави дека можеш да ги промениш тие верувања. Да бидам реален и искрен, може само во две ситуации. Едната е, рековме, со соработка, психотерапија, коучинг, менторинг, како и да е, што значи со друго лице, а втората е длабока криза, или економска, или здравствена. Ако ти веќе ти е до гуша, заглавен си, долгови си, се позајмен, више нема кој да ти даде, ти имаш само две опции. Или јажето ќе оставиш на глава, а и имаш такви искуства, знаеш такви твои роднини, пријатели, соседи, небитно, кои што се откажале. И втората ситуација е да речеш, окей, претерав, се ми е јасно, од сега одам само напред, ако треба ќе се вратам 5 чекори назад, но јас сега ќе работам чекор по чекор паметно. Што значи, луѓето кога се во мирна ситуација, луѓето кога имаат и резерва и кеш, луѓето кои што имаат полн фрижидер, не се менуваат. Ова ти го гарантирам 100%. Природна наша особина е да не се менуваме. Значи, се додека ти живееш во благосостојба, а мислиш дека нешто ќе промениш, јас ти кажам дека само се залажуваш, сети се колку книги прочита, колку пати рече од утре ќе и ништо не се случи, значи еве ти го, да знаеш дека не се случува. А сети се барем еден период во животот кога си бил во криза, дали ова што го зборуваме реалност или не, и луѓето кои што ми се на мастермен програм, кои што се во квантен скок, каде што одиме годишната добивка, сега да биде месечна добивка, токму ги изолираме овие 20% на успех и бараме каде му бил и кој период најтежок. Што значи, од тоа искуство, мотивација, енергија, стратегија, фокус, тоа се природните ресурси кои што ги бараме во луѓето и тоа е нешто што нас ќе не катапултира да годишните приходи ги претвориме во месечни. Но, ова е резервирано за малку луѓе. Зошто за малку луѓе? Затоа што најчесто луѓето штом дојдат до прагот на нормална заработка, застануваат. Најчесто кога луѓето не заработуваат, сонуваат, да заработам уште 1000, 2, 3000 евра, да стигнам до 4-5000 евра, и најчесто мислат дека нивниот живот ќе се промени. Точно, првиот месец си возел X, ќе возиш Y, си бил на еден одмор, ќе идеш на 2, си јадел у ресторан ваков, се ќе идеш таму. Толку е разликата. Нема никаква разлика дали ти заработуваш 5000 евра или 10.000 евра. Се е исто. Што значи, ако ти немаш интерна мотивација, ако не знаеш зошто ова го правиш, ако не знаеш кои ти се животни вредности, ако не знаеш што сакаш во животот да постигнеш, парите ќе сватиш веднаш што ги заработиш повеќе од доволно дека не ти се мотивација и буквално го преживуваш секој ден идентичен. Гледај телевизија, гледај фудбал, крши столица и прави празни муабети. Затоа велам, многу мал број луѓе доаѓаат на ова ниво и дури и на мастермент имаме луѓе кои што одат, пати 5, пати 10, пати 20 постигнуваат резултати, ќе стигне до 1.000.000, 2, 3, 5, се задоволува и веќе не сака повторно да се изложува на стрес, а тоа остануваат поединци, што е сосема нормално. И спортот е така. Сите сакаат да бидат Новак Ѓоковиќ, ама никој не сака да го помине неговиот живот. Следна работа, доаѓаме до крајот, а тоа е промена на идентитет, а промена на идентитет е кој си ти новиот. И сега ќе ти ги послужам, ти реков, од почеток надоле, за сето ова да можеш да го поврзеш. Што тоа значи? Па ќе те подсетам. Рековме дека во бизнисот постојат 4 нивоа. Работничко ниво, менаџерско ниво, лидерско ниво и духовно ниво. Што ова значи уште еднаш? За да ти рипнеш од ниво на ниво, нема шанса без промена на идентитет. Промена на идентитет или идентитет, што идентитет? Што сум јас, кој сум јас? Која сум јас личноста? Значи, за да дојдеш до одговорот кој сум јас, треба да седнеш и да размислиш. Кој е тој нов Александар кој што сака да биде за година? Кој е тој нов Александар кој што сака да биде за 10 години? Значи да се префрлиш во време и простор, а тоа го викаме фантазија. Она што сите ти го викаја не летај, не фантазирај, седни доле, не се глупирај, за тоа зборам.
За оној мускул кој што се погрижија сите да ти го утепаат. А лидерството е фантазија, духовното е фантазија, така да види дали ова ти треба или не. Значи, треба да седнеш и да размислиш. 10 години од денес ќе поминат секако. Сега сме 2024 плюс 10 ќе дојде 2034, здравје Боже, ќе бидеш жив и здрав. Како што помина 10 години наназад, 10 години и 20 претходно, ќе дојдеш на иста оваа позиција. Поентата е следна. Која личност ќе бидеш ти по 10 години? Дали ќе се случат промени? 100% да. Како што се случија минатите 10, ќе се случат и овие 10. Значи, погледни го животот наназад. Ти не си истиот човек кој што си бил пред 10 години. Секако имаш промена во нешто на подобро, на нешто на полош. Значи, со тебе, без со прст да мрднеш, 10 следни години ќе ти бидат ама баш 100% различни. Тоа е природно. Сега, прашањето е дали ти ќе имаш јасна намера или ќе остаеш да те носи животот како претходните 10. Значи, кога ќе сватиш што ти сакаш да бидеш по 10 години, тоа е нов човек, тоа си нов ти. Значи, секунда. Прашањето значи следно. Кој треба јас да бидам за 10 години? Каков живот сакам да живеам? Колку сакам да работам? Колку сакам да заработувам? Каква фирма сакам да имам? Колку број на вработени? Од каде ќе работам? Колку ќе работам? Прости, едноставни прашања, фантазија, брате мој. Кога ќе дојдеш до се она што го сакаш и да го фантазираш, тоа значи следна работа. Овој Александар не може да го има тоа доколку нешто не промени. Ти кој што ме гледаш, без да го промениш се ова што го зборувавме претходно, ти тоа нема да го имаш, ако остане само на ова го сакам. Што треба да се случи? Најпрво промена овде, а тоа е едноставен одговор на ова прашање, запиши го. Што јас сега треба да променам за да бидам личноста која што е таква? Значи, ако сакаш ти да заработуваш 1.000.000 евра годишно, ако сакаш да работиш 2-3 часа, ако сакаш да имаш во фирма 200 вработени, ако сакаш да работиш на светски пат, не знам што сакаш твој живот, твои правила, кога ќе ја дефинираш таа слика, тоа е твојот нов идентитет и прашањето кое што треба да го поставиш е следно. Како тој човек живее? Како тој човек носи одлуки? Со кого се дружи? Како размислува? Како сече и како комуницира? Што прави различно од овој јас денес? Тоа е нов идентитет кој што се ова што го зборував претходно ти треба да го промениш. Секоја Божја одлука после оваа дефиниција треба да седнеш и да се прашаш. За се што промислуваш во животот на дневна база, буквално оваа работа. Како новиот јас во оваа ситуација би донел одлука? Како новиот јас сега би донел одлука? Треба да примиш некого, да, супер, овој 10 години ти нов. Како би вработал човек? Што би го прашал? Дали би пазел? Колку разговори? Како би го прифатил? Што би зборувал? Со која сигурност? Со која самодоверба? Ако треба некого да отпуштиш, да, супер. Како тој нов ти се однесува во оваа ситуација? Ходиш на продажен разговор, супер. Како разговара овој нов ти 10 години кој што има? Ја сваќаш ли поентата? Кога носиме одлуки, поентата е да донесеш од новото ти, а не од старото или од сега. Ако донесеш од стариот ти или од сегашност, ти само ги повторуваш годините. Кога би се прашал само како јас, старата верзија мене, значи 10 плюс возраст од сега, како новиот јас би постапил, верувај дека нема човек кој што овде може да има грешка. Нема шанса да грешиш. Сега, втора работа, рековме, сега ќе ти ги зборувам надоле. Значи, кога ќе дефинираш нов идентитет, следна работа, рековме сега надоле. Кои вредности има овој нов човек? Постигнување, може би семејство на прво место, може би интегритет, може би постигнување, може би не знам што. Сега нареди ги вредностите од новиот таму. Какви верувања има он? Во што он верува? Можам се можам да постигнам, нема нешто што може да ме спречи, ќе најдам и луѓе и ова, значи гледаш какви верувања има тој човек? Логично е дека ти сега ги немаш овие. Значи почни да ги запишеш, читај ги колоче наш секој ден.
Ама те молим немој го оченаш, пошто не го читаш оченаш секој ден. Нели како да ти зависи животот од тоа. Условувај го мозокот исто како што некој претходно те условуваш. Следна работа, рековме сега способности, нели одам по линијата надоле, способности. Кои способности ги има тој новиот ти што денес ти ги немаш? Каква стратегија има тој нов кој што ти сега ги немаш? Одиме уште подолу. Како тој се однесува, а како ти се однесуваш? Што е разликата? И најдолу, во кое окружување сега е тој, а во кое си ти сега? Дали сега ти е јасно се ова што го зборувам? Ето. Знам дека зборував колку веќе, може би 40 на минути. Знам дека може би нешто знаеш, нешто те подсетив, нешто ти е комплицирано. Затоа ово видео ќе го поставам на YouTube, прегледај го, или на Instagram како ти Арно, кај да ме гледаш. Прегледај го ако треба 100 пати и верувај. Имаш јасна насока чекор по чекор. Листи пенкал, запиши и јави ми дали ово функционира или не функционира. А знаеш што ќе те зачудам? Оваа вежба ја правам со сите луѓе со кои што соработувам. И знаеш што се случува? Луѓето кои што се активни, кои што работат, знаеш што се случува? Само оваа година четворица пред месец-два истото ми го потврдија. Александар, треба да седнеме и да ги промениме целите. Сите ги постигнав. 10 годишни цели постигнати во една година. Ако ова функционира за други луѓе, зошто не би функционирало за тебе? Ама има еден проблем. Ова нема да функционира, знаеш за тебе зошто? Оти сега мислиш, нешто ми крие, нешто ми кажува, нешто не има детали што не ми кажува. Не. Само проблемот е една работа. Кога ние добиваме бесплатна информација, бесплатен совет, тоа ние не го цениме. Кога ние плаќаме, истото и го правиме. Но колку повисока е цената, толку луѓето се обврзуваат истото да го постигнат. Кога некому ќе му наплатиш малку, 100 евра, 200, 300, 500, небитно, а неговата толеранција е олкава, ова растојание помеѓу е причината зошто нема да го направи. Тоа е разликата, мајче, кој ќе купиш курс и никогаш не го прегледуваш. Тоа е кога ќе купиш книга, ќе прочиташ 2 страници, па не ја довршуваш, затоа што малку си ја платил. Ето. Се надевам дека ти вредеше се ова што го зборувам. Се гледаме во наредна прилика. Поздрав од мене и пиши во коментар дали сето ова имало смисла или ти немало смисла, доколку нешто од ова примениш и сведочиш резултат. Поздрав од мене и се најдобро.